На последната седница или на една од последните седници на Советот на општина Куманово, беше дадена согласност вашата институција да ја прошири дејноста, па покрај она основната за згрижување на стари изнемоштени лица, сега имате можност и да воведете една нова услуга, а тоа е помош на стари лица во домашни услови. До каде е целата постапка и колку време ќе биде потребно за да почне со нејзиното спроведување? Домот за стари лица за Фрисајто од Куманово, точно, на крајот од 2023 година доби покрај другите позитивни мислења кои што беа потребни од други надлежни институции, исто така добри и решение на наша одлука за проширување на дејност, тоест на нашата основна дејност, згрижување на стари изнемоштени лица во институционални услови, да додадеме уште една дејност, и тоа е практично испишување на историја за домот, каде што нели ќе прошириме нашата основна дејност и ќе понудиме услуга за граѓаните на Куманово, прецена за граѓаните на Куманово, помош и нега за стари лица во домашни услови. Процесот се уште не е завршен до крај, од причина што, да кажеме, од прилика негде сме нешто повеќе од средина на самиот процес, затоа што сега не очекува заверка на нашата дејност или регистрирање на нашата дејност во Централен регистар. Потоа следи промена на наши внатрешни акти, кој што е исто така задолжителна обврска, значи за да можеме да ја прошириме дејноста, треба да смениме внатрешен акт систематизација и внатрешна организација, и тоа е исто така процес кој што зависи од други институции освен од нас, и ние се надеваме дека во текот на 2024 година, дали тоа со оглед ако се земат сите други околности кои што ете и не зависат од нас, имаме изборна година, и се надеваме дека во текот на 2024 година ќе успееме да дојдеме до самиот крај, нели, до оформување и започнување со реализација на оваа дејност. Овдека исто така би сакал да додадам, за да биде појасно, самата дејност нема да започне веднаш по автоматизам, од проста причина што ние како институција не можеме, и покрај тоа што кога ќе ги завршиме сите законски обврски и регистрации, едноставно треба да се јавиме на повик кој што го распишува надлежното министерство, тоест Министерството за труд и социјална политика. Кога ќе излезе еден таков повик, дури сега да излезе, ние ќе аплицираме и со некомплетни документи, дури тогаш ќе бидеме во ситуација со еден добиен, остварен повик, кој што нели предвидува финансиски средства, да започнеме со една ваква дејност. Што конкретно ќе содржи оваа услуга и на која категорија на граѓани ќе биде наменета? Оваа услуга, значи, е замислена како пред се како еден вид дополнителен сервис за граѓаните на Куманово, затоа што Куманово како град има институција за институционално сместување на стари изнемоштени лица од далечната 1956 година, па во полн капацитет започнува во постоечкиве простории со зголемен капацитет од 1980 година, меѓутоа еве со новиот начин на живење, значи потребата, големиот број на иселување, едноставно не можеме како институција целосно да ја задоволиме потребата од институционално сместување, меѓутоа во исто време не можеме да ја задоволиме и потребата на онаа не мала група на граѓани кои што едноставно и семејства, кои што едноставно немаат потреба на институционално сместување, и на нив им е потребно, тие функционираат дури сами целосно дома, меѓутоа имаат потреба од истурени негователи, така би ги нарекол, кои што би доаѓале во нивните домови, би им помагале во процесот на чистење на домот, не знам, би им помагале да појдат во продавница да си купат да си купат намирници, одење на фризер, одење на лекар и икс такви други работи, да кажеме, кои што евентуално не би можеле да ги завршат самите или им е потребна некоја мала помош. На тој начин, освен што ќе им излеземе во пресред на нивните барања и интереси, исто така ние ќе намалиме интелектуално, така би рекол, би ја намалиле и свесно оној наплив на нови корисници кои што
реално не сакаат и свесно не сакаат да бидат институционално сместени и немаат друг начин и заради вакви мали ситни потреби посегнуваат и поднесуваат барање за прием во дом за стари лица, иако можеби не сакаат или не се за во дом за стари лица. Вие сте единствениот дом за сместување на стари, за грижа на стари лица во североисточниот регион. Имате голем притисок за прием на нови членови. Неодамна следнав една информација на социјалните мрежи во кои што ги известувате семејствата дека во моментот нема слободни места, па ме интересира колкав број на корисници во моментот имате и колкава е листата на чекање. Така. Домот за стари лица за Фрисајто од Куманово, точно, е единствената јавна или државна општинска институција која што пружа ваква грижа и нега за стари изнеможени лица. Другите домови кои што постојат, да кажеме, ако Скопје го земеме како дел од тој район, значи таму се претежно приватни домови, освен уште еден кој што постои таму државен, и едноставно тоа е премала бројка и премал капацитет за излегување во пресрет на сите оние заинтересирани граѓани кои што имаат потреба да сместат старо лице во еден ваков тип на институција. Домот за стари лица за Фрисајто од Куманово на времето уште кога е граден, така едноставно ние кумановци треба да се гордееме зашто имаме една ваква институција и дефинитивно тогаш многу суштинско и студиозно веројатно се приоѓало на ваквите проблеми, така да уште тогаш имал голем капацитет кој што не бил исполнет, да кажеме, блиску до своите максимални бројки. Меѓутоа, тоа сега не е случај. Ние во домот имаме постојано, значи никогаш не сме под 150 корисници во институцијата, едноставно немаме повеќе слободни места и од тука сте наишли на тоа соопштение каде што така и љубезно ги информираме и ги замолуваме граѓаните да имаат трпение кога ќе поднесат барање, затоа што едноставно не може веднаш и по автоматизам да бидат сместени нивните блиски од проста причина што немаме слободни кревети или немаме слободни места. Ние како институција постојано работиме пред се на подобрување на условите во институцијата, меѓутоа не можеме туку така да ги зголемиме сместувачките капацитети од причина што тука се подразбира или ново градба или едноставно надградба на постоечките капацитети кои што бараат и големи финансиски средства и во исто време бараат еден вид на среднорочна или долгорочна стратегија која што не би требало домот да ја прави, туку треба да го прави Министерството за труд и социјална политика во корелација со секторот за социјална заштита од Куманово и, да кажеме, евентуално и други релевантни институции. Колку во моментот имате листа на чекање, колку стари лица, колку семејства ги има на таа листа? Значи, таа листа постојано се менува, да, постои таква листа. Ние имаме секогаш не сме под 20 или 25 лица кои што чекаат, активно чекаат. Чекаат од проста причина, да кажеме, дури некогаш и кога имаме слободно место, едноставно семејството, лицето, согласно неговите можности, дијагнозата која што има, да кажеме, нема место во делот од домот каде што тој припаѓа. Домот е поделен према можностите на самите корисници. Така да, доколку и не случајно имаме, да кажеме, пример 20 или преку 20 корисници кои што се на листа на чекање од проста причина што во тој дел од домот предвиден за такви дијагнози и таква здравствена состојба на корисниците нема слободни места. И тука често доаѓа до забуна кога ќе речеме, на пример, во домот има вкупен капацитет од 179 корисници, ние имаме пополнетост од 155 корисници и се јавува некоја разлика и тоа се како слободни места. Меѓутоа, тие слободни места се слободни од аспект затоа што тоа се горните катови на домот, каде што се сместени оние лица кои што и по дефиниција припаѓаат во институција како што е Домот за стари лица за Фрисајто од Куманово. Значи, ние не сме геријатриска установа, ние пред се треба да сместуваме лица кои што во голема мерка се независни или целосно независни или пак полузависни. Геријатриските случаеви во основа не припаѓаат во Домот за стари лица за Фрисајто. Тие припаѓаат во геријатрија во Скопје, која што е пак
единствена институција за сместување на таков тип на корисници. И од тука таа разлика, да кажеме, во слободни места. Инаку, ако го тргнеме тој факт на страна, ние во суштина секогаш можеме да збориме дека во домот за стари лица за Африсајто бројката постојано е пополна. Колку вработени ни недостасуваат за да функционирањето на домот биде по оние стандарди кои што ги пропишал закон? Така. Како што рековте самите, значи, и еве тоа уште еднаш го констатираме, домот постојано е на максимумот од своите сместувачки капацитети. Не затоа што ние тоа го форсираме, тоа едноставно го налага јавниот интерес. Постојано имаме нови барања, постојано имаме и листа на чекање од причина што граѓаните имаат потреба од најразлични причини да сместат лице во оваа институција. Меѓутоа, ние како институција веќе година и пол, па скоро и 2 години се судруваме со еден сериозен проблем, а тоа е недостаток на кадар. Се обидувавме да го решиме на најразлични начини, меѓутоа тука мора да бидам многу конкретен и да кажам дека едноставно не наидовме на разбирање и на доволно сенс од нашето надлежно министерство, Министерството за труд и социјална политика, затоа што иако упатувавме редовни барања за согласности, обично тие барања како такви или воопшто немавме одговор, или негативно беа вратени, значи без значи некое образложение зошто се одбиваме и зошто не ни се дава согласност. За волја на истината, значи ние добивме една согласност пред 3 години, значи во 2020 година, сме на почетокот 2024 година. Меѓутоа, таа согласност ја добивме, ја реализиравме онолку колку што можевме, од проста причина што тогаш почна големата ковид криза. Ние бевме први на удар и институциите слични на нас. И од тогаш, значи, ние не сме добиле согласност, иако редовно сме барале. Навистина не можам не ги знам причините кои се зошто нема разбирање, иако сме образложили и со бројка на корисници и со норматив кој што е пропишан од страна на Министерството за труд и социјална политика, чисто за потсетување, значи нормативот предвидува на секој 10 корисници следува еден неговател. Така да, на 150 корисници логично е, согласно ако го почитуваме нормативот, ние во институцијата треба да имаме 15 негователи кои биле распоредени во 2, евентуално во 3 смени. Меѓутоа, ние во моментов од 15 негователи имаме на располагање 8 луѓе кои што работат во институцијата. И овдека исто да се надополнам, значи, пак ќе речам, една согласност во 3 години или во 4 години воопшто не е доволна, од проста причина што ние овдека имаме заминување и по собствена волја на луѓето. Значи, не се задоволни од условите за работа, не се задоволни од висината на личниот доход кој го добиваат или едноставно решиле да се одселат од државата. Да не ги спомнувам тука и пензионирањата. Така да, по тој основ сме изгубиле или губиме овие 3 години. Губиме, значи, и од онаа мала бројка што ги имаме, значи, сме изгубиле ич да не е некои 5, 6, 7 луѓе сме изгубиле, што е драгоцена бројка, да кажеме, за нас. Некои си заминале со свој, да кажем, како што реков, своеволни откази за минувања, си нашле подобро работно место, други се одселиле и ете сме останале во ситуација во која што сме. Ако Министерството за труд и социјална политика постојано вери дека радливата категорија на граѓани се на прво место, а вие ова сега што го зборувате е сосема нешто друго во пракса. Значи ли тоа дека политиката мешала прсти во цел овој процес и некако на вас не ви се одобруваат тие работувања? Видете, едноставно можеби тоа се наметнува како некој одговор, дека можеби некои други мотиви се во прашање, кога е во прашање домот за стари лица за Африсајто, можеби и градот Куманово кога е во прашање, ќе си земам за право без да обвинам некого конкретно, можеби тоа се некои мотиви едноставно наидуваат такви, така да кажам, мисли дека можеби таквото нешто е причина, меѓутоа еве, јас само зборувам за она што е фактичка состојба. Фактичката состојба е таа, ние и натаму сме на работ на опстанок, иако сме финансиски стабилна институција, значи слободно можем да кажам дека како институција ние немаме никаков друг проблем
Значи, редовно си ги сервисираме сите наши обврски спрема сите добавувачи, дали за храна, дали за грејење, дали за плати, за било што. Единствен наш проблем е пополнувањето со помошни технички персонал, негователски персонал и стручен персонал. Тоа е она што недостига во една институција од ваков калибар и во исто време ќе кажам дека никогаш во една ваква институција не се многу, можеби во други институции има презапослување, меѓутоа во една ваква институција број на негователки, број на медицински сестри, па и број на стручен кадар во смисла на работни терапевти, психолог, социјален работник, никогаш не може да бидат вишок, затоа што се судруваме и работиме со најразлични видови на диагнози и работиме со живи луѓе. Колку вработени су? Колку би ви требало за да бидете оптимално да можете да функционирате? Така, значи во моментов, ако збориме за некое нормално функционирање, значи на институцијата од најразличен калибар на вработени и работни места, најмалку 15 лица недостасуваат за да можеме да бидеме комплетни. Онака како што треба и онака како што налага една ваква институција, пак ќе спомнам дека Кумановскиот дом е еден од, ако не и од најголемите во државата, согласно капацитетите кои што ги има.